Нормално како и секој човек не може нели сите да те сакаат и сите да те прифатат, нели исто како и јас што не можам сите да ги сакам. Во училиште некој од старите дечиња тогаш ми имаше нешто кажано во стилот еве слепата, демек и јас не ми беше јасно првенствено што значи тоа, ама ми беше јасно дека е нешто што мене ме навредува на некој начин. И дојдов дома и на Оле и кажав да ме научи да гледам. И тоа, мислам, она во таа ситуација не знаеше баш како да изреагира, пошто не очекуваше нели такво нешто од мене. Јас и кажав што се случило, дека ја прашав што значи тоа слепа и она проба на некој начин да ми објасни нели дека има луѓе што не гледаат, што не слушаат и дека тоа се некои етикети што се лепат, нели, као дека не гледаш дека си слепа, ама нели демек за да те омаловажи на некој начин, меѓутоа тоа е нешто што нели останало, да кажам, уште од времето кога биле третирани нели вака или онака лицата со попреченост. Самата успевав да се изборам некако со тоа и со разговарање многу дома нели на таа тема, а и сама со себе да се изборам со фактот дека јас сум таа што треба да им покажа на луѓето и да си покажам сама на себе првенствено дека тоа што тие мислат дека јас нели вредам помалку, да речам, од нив, иако најголем број од нив го прават тоа незнаење на работите, не е тоа злонамерно, сега веќе ми е јасно, меѓутоа јас сум таа што треба да им покажа дека тоа е погрешно. Што знам, дали е и тоа што го правам, дали е правилно, дали јас заслужувам воопшто да бидам дел од мнозинството, да кажам, дали припаѓам јас тука, дали воопшто треба да излегувам, дали воопшто треба да се образувам или треба да седам дома, така, доста тешко, мислам. Учењето беше доста тежок процес, затоа што стварно нема никакви услови, мислам, во однос на... Пошто ние сакаме многу да зборуваме за инклузија, ама да немаме ништо во однос на таа инклузија. Јас немав никаква браева литература, нити па аудио учебници. Тоа во средно училиште побаравме од Министерство за образование, пошто нели имаше бесплатни учебници, побаравме да ни дадат на аудио книги, меѓутоа они не одбија со образложение дека немале авторски права за такво нешто и дека не им се исплати нели само за мене тоа да го прават. Целото учење беше, мајка ми ги читаше лекциите на диктафон, па така учев и после она ми помагаше за повторување, а за пишувањето домашни јас ги пишував на браева машина и после тоа она ги преведуваше на видно писмо за да можат нели наставниците и професорите да ги прочитаат домашните што сум ги напишала. Мојата професорка уште од првиот ден до четврта нижо, значи 10 години беше со мене професорката Маја Поповиќ, која што е дефинитивно најзаслужна зашто јас решив да продолжам со пијаното, затоа што без нејзина помош немаше ни да научам да свирам пијано, но имаше и многу трпение со мене и беше многу посветена во работата и стварно дефинитивно има многу голем удел. Оле дојде на тука како човек на кој што
моите барале жена која што ќе ми помага, која што ќе ме чува за да можат нели они да одат на работа. Она си барала работа некаква и дошла кај нас преку пријателка, незина која што била наша комшика, беше тогаш и така дојде кај нас и остана 23 години и ќе остане, мислам дека до крај на животов. Пошто она дефинитивно во сите моменти кога и мајка ми не можела и татко ми биле нели зафатени со обврски, се Оле била секогаш тука и она има дефинитивно најголем удел во тоа како сум се развивала јас и како сум се научила да се снаоѓам во животот и сите тие работи. Самото тоа што, ета да кажам, на некој начин немало доволно услови од општеството, мене па ме направило да бидам поборбена во животот и да знам повеќе да ги ценам работите кои што се случуваат околу мене и кои што ми се случуваат мене лично. Мислам дека без оглед на нели попреченоста и се за тоа, ако човекот има доволно верба во самиот себе дека може нешто да направи и сака да го направи тоа, дека на крајот од денот ние сами треба да си ги создадеме условите за кои што плачеме, нели дека ги немаме. Колку и да се тоа си го имаш прифатано во себе како што има некои работи кои што едноставно си ги носиш во себе како, да речам на некој начин, како фрустрација и некои коментари од типот на ете како тоа што ми се случи во автобус со жената која што ми кажа да се намачкам со млеко од доилка и дека така ќе прогледам, стварно не влијаат убаво на самодовербата, затоа што многу некако јас во тој момент се осетив како, пошто беше преполн автобусот и се тоа, се осетив многу лошо затоа што имаше, не знам, се осетив како и да се како ме гледаат сите околу, нели? Сега веќе ми е смешно, меѓутоа такви коментари можат многу да влијаат на нечија психа.